Добре дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој и ваш гостин е господинот Горан Чопановски, градоначалник на општина Чашка. Ке разговараме за се она што се случува во оваа општина и за проектите кои што локалната самоуправа ги реализира се со цел да се подобри квалитетот за живот на населението во оваа општина. Добре дојдовте. Добро ве најдов и ги поздравувам сите гледачи на вашата телевизија и луѓето кои што денеска реализираат оваа емисија во студио. Господин Пановски, преку владината програма за рурален развој, општината доби неколку проекти. Во наредниот период треба да се реализираат проекти кои што се од инфраструктурен карактер, а се од суштинско значење. Па видите, во руралните средини ние континуирано работиме јас како градоначалник, нормално советот со одобрување на одредени одлуки и луѓето во комуналното и во текот на целата година, затоа што голема е разликата помеѓу урбаните и руралните средини. Во урбаните средини се знае сето тоа во кој момент ќе почне, кога ќе заврши и така, затоа што си имаат некоја, да речеме, поквалитетна програма која што и финансиски е поддржана. Кај нас, ние, да речеме, во текот на целата година, комуналното предпријатие ние обезбедуваме цименто, се она што е потребно и каде што се појавуваат проблеми, значи они интервенираат на теренот континуирано. Замислите 40 на села во кои што постојано има некој проблем кој што треба да се решава и ако нешто било претходно направено, значи годините поминале и понекогаш ние правиме мини реконструкција, меѓутоа и континуирано си аплицираме со проекти на сите оние можности кои што ги дава и државата и, да речеме, странските амбасади или оние други невладени организации поддржани од странските амбасади и континуирано добиваме средства и со тие можеме да се пофалиме дека некој поголем резултат постигнуваме. Еве да речем, во токму оваа година и изминатите сме биле задоволни, значи мораме да кажеме, пошто се споредуваме понекогаш со многу години наназад што се инвестирало, кога таму се инвестирале на ниво на година 20.000 евра, а кај нас веќе во милиони евра е секоја година. Така да оваа година, или да кажам до крајов на годинава, би требало да заврши патот за кој што добивме 15 милиони денари, патот до Мокрени. Ни остана уште неколку километри, за нив добивме средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и тоа ќе биде веќе едно убаво заокружување од регионалниот пат, да речеме од Теовски уши се продолжува директно до населеното место Мокрени, кое што пак понатаму ќе се потрудиме да тампонираме, да дојде и да има добар пристап на тој локален пат и населените места како Габровник, Раовдол и се она што е во близина, значи да може да веќе да функционира. Тие одамна беа исклучени едноставно од цивилизација а тоа е еден од најубавите предели во нашата општина, па да не кажам и пошироко, и јас се надевам дека ова ќе предизвика резултат со тоа што голем број на луѓе со кои што сме контактирале, таму јако ги има во мал број, многу ми не прашуваат зошто токму таму инвестирате каде што има многу малку жители, но јас сум сигурен дека во тоа место ќе се градат во иднина и од разговорите што ги имам со одредени инвеститори и хотели. Македонската православна црква исто така ќе гради нов конак таму. Токму асфалтниот пат и започна од манастирот па доаѓа надоле кон регионалниот пат. Имаме голем број на иселеници кои што ни се враќаат, значи се враќа и изминативе години, меѓутоа јас верувам дека во ова место ќе ги има највеќе, затоа што тоа е едно место од кое што во времето на миграцијата има околу 50.000 луѓе иселено. И голем број од тие луѓе, ние само кога еднаш изградивме една чешма во близина на локалниот пат, нашите поранешни сограѓани, сожители на наша општина, дојдоа во голем број, значи на отварање на една чешма, голем број, кои што кажаа дека некои ќе се ги реконструираат своите куќи, некои ќе градат нови куќи, меѓутоа ќе профункционира и алтернативниот туризам за кој што сум сигурен, а веќе дава резултати на останатите делови од општината. Кога станува збор за градење на нови викенд куќи, општина Чашка можеби е пример и во регионов, затоа што во регионот на Азот ова е многу воочливо и може секој посетител да забележи дека како на старите огништа покрај старата куќа се
градат нови куќи. Дали тоа вас ви дава повеќе мотив и елан да работите токму на проекти кои што ќе овозможуваат подобри услови? Значи, видете, во руралните средини не се вложувало години наназад. Заборавено тоа било. Сега, нашата администрација, заедно со тимот кој што функционираме, беше јасно и гласно кажано дека ние прво треба да создадеме услови во секој населено место за да можат да имаме и повратници кои што се враќаат како пензионери и возрастни во овој момент, меѓутоа и идни инвеститори. А тие ја следат цело време работата на нашата општина. Замислете, ако не се подобреше патот на регионалниот пат кон Богомила, на регионалниот пат кој е кон Лисиче, тогаш или во населените места, ако не се подобреше осветлувањето, ако не се направеа голем број на улици, некаде околу 100 на улици се направени во 40 населени места, тоа им дава поттик и на инвеститорите. Претежно овие луѓе кои што досега инвестираат се од нашите краеви, меѓутоа не се само во Македонија, тие се и оние луѓе кои што заминати во прекуокеанските земји. Значи, јас само ќе го спомнам, да речеме, повратокот од Австралија, на господинот Стојан во Тео, кој што го купи од општината, како сопственик беше општината, поранешното школа, која што беше во распаѓање. А сега, например, да отидете таму, тој е еден прекрасен објект, во кој што има сега 10 соби, направени, да речеме, во оние перфектни услови за да можат да дојдат луѓето во Тео, има таму конференцијска сала, нешто што ќе може да се користи и како луѓе кои што ќе доаѓаат да дишат чист воздух, да прошетаат низ населеното место, исто така да прошетаат во блиските шуми кои што се. Исто така ќе може да доаѓаат и да речеме луѓе кои што едноставно надвор од оние градски гужви, така натаму ќе ги прават оние деловни разговори, а ние како чашка во последно време полека, но сигурно чекориме и даваме резултати во повеќе населени места кои има ова што го зборувам. Сега, во иднина очекуваме да се направат и повеќе приватни куќи како селски туризам, бидејќи нашата општина е позната по тоа што нашите луѓе се добронамерни, нашите луѓе се домаќини, знаат да пречекаат гости, а со тоа кај нас мотивот ќе биде поголем да и во иднина создаваме што подобри услови и за нашите жители, меѓутоа и оние кои што ќе ни доаѓаат, било да е тоа на одредено време да се одморат, да земат чист воздух, да обноват енергија, или за луѓето кои ќе останат постојано кај нас да се живеат на нашата територија на општината. Богомила и Нежилово чинам дека се двете села кои што меѓусебно се надпреваруваат која ќе биде водечката кога станува збор за оној рурален туризам. Во Богомила има хотел, во она нели селска стара архитектура. Да. Во Нежилово имаме таму нешто многу помодерно со рибник. Колку општината ги чувствува бенефитите од ваквите инвестиции? Не само општината нели да вложува, него тега треба да почувствуваме и бенефит. Значи, ние сме сега во пионерска приказна за сето ова. Меѓутоа, нека ми кажат луѓето, да речеме, од Велес или од другите населени места, еве, многу чести гости се од Скопје, од Кавадарци, од Градско, од Битола, од секаде доаѓаат во овие, што ги спомнавте, две населени места. Нека ми кажат пред 10 години дали уопште знаеа дека постои општината Чашка, а да не зборуваме за некои населени места како Нежилово. Сега ние имаме во секој случај со доаѓањето на поголем број на туристи и со развивањето на алтернативниот туризам. Сето тоа кој ќе се направи во еден добар ред, општината ќе има добивка од наплаќање туристичка такса, од сите оние што ќе бидат задоволни во овие населени места и во овие хотели кои што се изградени кај нас. Исто така можам да кажам дека многу малку се знаеше, дури и ние што сме биле тука во близина на овие населени места, дека општина Чашка има скоро во секое населено место има манастир и конаци. Значи тоа во еден минат период никогаш не беа посетувани или беа посетувани од мал број на верници. Сега е се поголем бројот, затоа и Македонската православна црква и митрополитот Агатангел инвестира во нашата
општина, затоа што е зголемен бројот на оние верници кои што сакаат да бидат присутни во манастирите, а со тоа нели се развива и манастирскиот туризам и селскиот и манастирскиот, да речеме во некој населено место, кога имаме и манастир и да речеме некоја куќа во која што можат да бидат примени гости како туристи кај нас во овој што го спомнуваме ние алтернативен туризам. За да имаме повеќе туристи, потребни ни се добри железници, потребни ни се железнички станици по потребите на самите патници. Железничката станица во Чашка и во Богомилово е една од 10-те, се две од 10-те всушност, кои што ќе наскоро треба да бидат реконструирани. Кога како општина очекувате да започнат овие проекти? Па вака, јас верувам дека некаде во текот на оваа година веќе ќе започне, кога ќе ја завршат тоа најдобро си знаат фирмите кои што го имаат добиено тендерот за градење низ Македонија. Јас верувам дека веќе другата година овие две места каде што поминува нели железничката пруга ќе имаат нови железнички станици. Горди сме што имаме во една општина две, ама имајќи во предвид па дека кога се патува од Велес за Битола, 40 минути треба да се поминува и повеќе само низ нашата општина, можност поголема да се гледаат нашите убавини, со убавите возови кои што треба да стигнат. И јас се надевам дека, како што кажав, инфраструктурата и се она што е важно за придонесување на развојот на туризмот, ние како општина, а и државата го инвестира. И од година на година, како што кажав, резултатите се поголеми. Значи, ако некогаш сме имале по 15.000 гости на ниво на година во општина Чашка, меѓутоа кои што сами се снаоѓале, благодарение на нели модерните техники, интернетот, фејсбукот и така натаму, каде што можеле да ги видат убавините, па они си доаѓале, а едноставно нити општината, нити граѓаните кај нас имале некоја посебна корис, сега веќе нема да биде така. Сега некаде имаме десетина сместувачки капацитети, кои што може да сместат 50 и повеќе луѓе, и понатаму може ќе имаме поголем број на сместувачки капацитети со помал број на легла, меѓутоа важно е да тоа продолжи понатаму континуирано, како што и ние продолжуваме со инфраструктурните проблеми да ги решаваме. Ловот и риболовот се двете стопански гранки кои што во сегашно време се поинтересни кога станува збор за рекреација на луѓето. Општина Чашка чинам дека има две ловишта. Општина Чашка има две ловишта. Тука најголем број од ловците кои што доаѓаат се од Република Грција за сега, меѓутоа имаме голем број од нашата држава. Тоа се две ловишта, меѓутоа јас велам дека се уште ќе ни треба и во иднина поголем објекти и некој капацитет кој што ќе може и да ги сместува ловџиите, меѓутоа и сите оние нели што си ги носат со себе они кучиња кои што им се потребни за на нивното ловење. До овој момент мал број на тие луѓе кои што се сместиле кај нас, повеќето се сместени во Велес, па кај нас доаѓаат само да ловат и се враќаат. Имаше некои од нив некои иницијативи да во одредено населено место се сместат, меѓутоа сепак тоа беше бројка од 50-60 луѓе кои што да речеме не можеше да биде во едно населено место, него требаше да бидат тие да речем сместени во десетина населени места. Затоа што нема, да речеме, во секој населено место требаше да има човек кој што ќе може да ги прими. Ние сме имале по една или две куќи кои што може да бидат на располагање, а со таа бројка не можеше да им се излезе во средба. Јас се надевам дека во иднина барем неколку блиску населени места што ќе бидат, ќе може да го превземат сето тоа, како што велам алтернативен туризам во кој што домаќинките ќе им готват и така. Едноставно ќе останат тука средствата кои што сега се во хотелите во Велес или некаде подалеку, али меѓутоа доаѓаат да бидат присутни на наши ветерани и нашите две ловишта кои што ги имаме. Ако патната инфраструктура е неопходна за развој, за руралниот развој, тогаш канализацијата во населените места е неопходна за населението да остане таму. Лисич е едно од селата во кое што
сега треба да започне Започна. или да Значи, започне кога да сме разговарале, требало да започне, веќе започна. Фирмата е Делта Пром, се функционира, се работи и јас велам дека во најкраток временски рок ќе биде тоа завршено. Меѓутоа нема да биде само таму, во тоа населено место и во повеќето. Ние очекуваме. Малку сега изгледам научно фантастички, имајќи го предвид начинот на живење на младите, дека кај нас ќе почнат да се враќаат и млади луѓе. Ама како би се вратиле? Би се вратиле кога би ги имале истите услови за живење во населеното место во кое што ќе дојдат, да речеме, кај нас. Ние сме свесни дека не може сега млад брачен пар да дојде во некое населено место во кое што ние само сме подобриле уличното осветлување, сме направиле неколку улици, уште многу треба. Значи треба да се направи во некој од населените места, можда ќе треба нови училишта за помалку деца, затоа што треба да биде почетна приказна во која што би завршила, јас верувам, успешно. Ако инфраструктурата, ако патиштата се добри, јас сум сигурен дека голем број на млади луѓе ќе се вратат да живеат и оние што се и помоćни или работат на такви работни места во кои што добро заработуваат, меѓутоа имаат покрај физичкото и психичко оптеретување, тоа го знаеме дека во повеќето држави е така, сите тие живеат надвор од урбаните средини. За да го направиме сето тоа, значи полека, но сигурно треба да се средат условите во повеќето населени места и тогаш да се понудат плацеви на млади брачни парови кои што би изградиле, а јас се надевам дека во иднина една идеја која што постоеше ќе се реализира, во кој што во некое населено место како пилот проект во кој што ќе биде инфраструктурата, викам, урбана правалига, да се направат неколку куќи во кои што ќе им бидат поделени млади брачни парови со деца, да почнат да се живеат таму и за да може да си патуваат до своите работни места ако не се тесно поврзани со општината Чашка. А јас верувам дека тоа е можно, затоа што јас што ги живеев и во државите како Германија или некои други што ги имам посетено, таму веќе функционира, меѓутоа кај нас се уште не достигаат. Значи овие два регионални патишта треба да бидат на ниво на експресен пат, како што е до Богомила или како што е до Лисиче. Во тој момент нема да има никаков проблем, јас се надевам, како што кажав, за многу луѓе да дојдат да живеат во таа општина, да дишат чист воздух, да едноставно се одморат од сите оние проблеми кои што ги имаме сите ние секојдневно, овој напнат живот, капитализмот тоа го прави. Меѓутоа затоа па природата дала можност да може да се едноставно да се наполниш со нова енергија, како што тоа се прави со мобилните телефони. Кога станува збор за канализацијата во одредени места, не е во ред да не спомнеме дека во едно од најнаселените села во општината Чашка, во селото Горно Јаболчиште, се решава или веќе на повидок е решение за деценискиот проблем со водоснабдувањето. Значи, ние веќе проектот ни е готов, обезбедени имаме 270.000 евра, со тоа ќе го решиме овој горлив проблем еднаш за секогаш и сега веќе кога тоа населено место има квалитетен пат до кој се доаѓа до него, кога скоро сите улици се или асфалтирани или цементирани, не останале уште една или две, со водоснабдувањето веќе се решава цела инфраструктура. Осветлувањето е подобрено, во училиштето континуирано се вложуваат средства, каде што на учениците им се подобрува наставата. И јас се надевам дека за скоро време, токму во ова место каде што и највеќе сме се посветили, затоа што и најголем број на луѓе живеат, ќе го завршиме овој наш инфраструктурен план, во кој што заедно со СЕПАТот и сите оние други работи ќе чини околу 2 милиони евра, меѓутоа мислам дека е многу порано требало да се прави сето ова. Затоа што тие луѓе живееле во условите без пат, без осветлување, без квалитетна електрична енергија, која што и таа е средена сега благодарение на Евана и разговорите со нив што ги имаме. Че за едно населено место било каде да е во нашата општина, за да личи на урбано место, средено, а ќе ги има сите оние услови кои што ги дал Бог, што се однесува до природа, до чист воздух, до подобрување на здравјето и така натаму, ќе го имаат луѓето кои што и ќе живеат таму и оние кои што
едноставно ќе се вратат да живеат кај нас или пак некои, да речеме, кои никогаш не живееле во општина Чашка, ќе одлучат токму таму да живеат, а да си патуваат до работните места кои што си ги имаат. Квалитетните здравствени услуги се нешто што е потреба било каде и на било колку. Да. Во Чашка за среќа имаме добра мрежа на здравствени услуги, сега имаме подобрување и кога станува збор за аптеките. Значи вака, многу често кога разговараме со луѓето од нашата општина, со жителите, они нели секогаш сакаат во и било кое помало населено место да има амбуланта, да има аптека, меѓутоа тоа е неможно. Тоа да речеме на 800 километри квадратни на цела таа површина, на цела таа територија ги имаме тие населени места. И оние кои што размислувале, кои што се компетентни за тоа, и во давањето на дозволите и концесиите и се она што било потребно за да почне да речеме да функционира одредена аптека или одредена амбуланта, е замислено да таа амбуланта обслужува неколку населени места. Јас можам да кажам дека во последно време таму и каде што немаше амбуланти, значи дојдоа доктори и почна да функционира сето тоа, аптеки се отворија како Горно Јаболчиште, каде што, замислите вие, со се Горно и Долно Јаболчиште имате околу 5000 жители, каде што континуирано ќе им биде потребен некој лек и покрај тоа што јас се надевам дека тие луѓе кои што живеат таму, кои живеат во планина, во чист воздух, се многу поздрави од во урбаната средина, меѓутоа фармацијата мора да ја има таму, мора да имаме аптека, мораме да имаме за било каква повреда или некој здравствен проблем да има лекар. Исто можам да кажам дека сум горд на тоа дека во нашата општина се направи една од најдобрите болници во Македонија. Пазете, Јасеново е рурална болница. Ние секогаш зборуваме, знаете, се избегнува тоа да се каже дека се реконструираат, градат градски болници. Меѓутоа, рурална болница, која што доби 2 милиони евра и 500.000 евра во опрема, тоа општина Чашка аплицираше, се разбира дека и тимот кој што работи во болницата и директорите и сите оние кои што имаа за цел за тоа еднаш да се среди, во нашата општина сега имаме болница од прва категорија, која што не е само за белодробни заболувања, него им излегува на средба и на граѓаните на општина Чашка и за било каков друг здравствен проблем, меѓутоа и на цела Македонија. Че доаѓаат и од Велес, доаѓаат и од Скопје и така натаму, затоа што има добар стручен кадар и сето тоа, јас мислам дека како општина полека, но сигурно велам се заокружува и сите оние институции потребни ние ги имаме. Еве да речеме, до пред некое време сме немале катастар кај нас. Сега имаме катастар. Центарот за социјални Центарот за социјални работи, да речеме кој што им излегува во средба на луѓето. Од агенцијата за вработување имаат константно пуштено човек кој што доаѓа тука, ги заведува сите оние невработени, сите оние процедури кои што си ги имаат. Јас се надевам дека се она што ќе им биде потребно на граѓаните, ние ќе го доближиме до нив. А го доближуваме на овој начин. Покрај тоа што општина Чашка, како што кажав, има голема површина. 800 километри квадратни. Ние отворивме уште неколку истурени канцеларии на општината, каде што граѓанинот може да дојде кај нашиот вработен, да ги донесе документите, па нашиот вработен таму да ги прати до општината, доколку се работи за општински работи, општината да ги заврши и да му ги врати назад во тоа населено место. Доколку пак се работи за некој друг проблем, општината излегува во средба што се јавува до надлежните институции, па до нашиот вработен, ја даваме информацијата каде треба да се обрати, да речеме, човекот кој што го има тој проблем или таа потреба некоја. За да има квалитетен живот на граѓаните им се неопходни вработувањето. Во општина Чашка земјоделието е една од гранките која што е водечка по бројот на вработување. Оранжериите тука треба да бидат ептен водечка фирма која што ќе има вработување. Во моментов колку луѓе работат, какви се плановите, кои се вашите сознанија? Јас во овој момент работат некаде околу 250 луѓе. Реков, цел капацитет не е искористен таму. Јас се надевам веќе наредната година, бидејќи и владата дава ретко поволни услови за луѓето кои што работат во оваа индустрија, да речеме, сите новопримени или повозрастни луѓе можат да бидат примени, а државата да плаќа за нив, нели, и пензиско и инвалидско осигурување и така натаму. Јас се надевам дека бројот ќе биде
најмалку 500, затоа што и производот кој што го одгледуваат во моментално, тоа се корнишоните во оранжериите. Значи на пазарот, кога сум разговарал јас со собственичката на оранжериите, значи колку ќе може да биде произведено, толку ќе се продаде. Значи ќе се зголемува и бројот на вработени и ќе биде зголемено и производството. Меѓутоа, таа жена собственичка е прва година овде кај нас и јас се надевам дека сите бизнисмени си имаат свој план и дека полека, но сигурно ќе се зголемува и, како што реков, и вработувањето и производството, но се надевам дека во иднина може да се случи и кај нас да биде отворена, како што веќе има на друго место отворена нивна приватна конзервна фабрика, да биде исто и кај нас отворена, па да може и тука да се вклучат луѓе и вработување и во фабриката каде што ќе биде завршницата, да речеме, пакувањето. Чашка е зелена општина, но Чашка е една од општините во кои што ќе се произведува електрична енергија еколошка на територијата на вашата општина, ќе се градат мали хидроцентрали. Да, тука се општина Чашка до овој момент има концесија за 6 мали хидроцентрали, но од информациите кои што ги имам со луѓето кои што веќе почнаа на терен да едноставно да прават простор за да се дојде до местото кај што треба да се гради, че тоа се нивни патишта ќе бидат тоа, во кои што ќе доаѓаат и по градбата и по вработувањето на луѓето и кој ќе почне да функционира сето тоа. Од информациите што ги имам од нив велат дека најмалку уште 6 ги има во иднина, веќе во наредната година. Некои информации ги имам исто така и од Министерството за економија, дека бројот ќе се зголеми, меѓутоа нели да видиме треба да ги се исполнат условите кои што ги бара Министерството за економија и за екологија, и јас се надевам дека другата година ќе ги имаме веќе 12-тина. Кој е бенефитот од изградбата на малите хидроцентрали? Па бенефитот е вработувањето. А се надевам во иднина кога ќе се направи либерализација на пазарот на струја, дека и тука ќе имаме некој бенефит ние како општина, али ќе видиме, за тоа сепак нели се уште ми се чини дека уште некоја година треба да се пушти слободен пазар на продажба на електрична енергија, така да нема да биде само како дистрибутер Евана, ќе има и други. Па тие можда ќе продаваат некому кој што ќе биде поевтин, па и ние ќе добиваме поевтина струја, а со тоа што ќе добиваме поевтина струја ќе го зголемуваме осветлувањето и уредувањето во повеќето на населени места. А вработувањето ќе го има во голем број, значи не може една мини хидроцентрала да функционира без 10 луѓе. И сега, ако ги ставиме 6 во овој момент, тоа се 60 луѓе. Ако има уште 6, како што е планот и како што ги имаме информацијни, тоа ќе бидат 120 луѓе. Е па сега вака, видите за општина Чашка, каде што како население е старо население, значи ние имаме негде 60% од населението во нашата општина се со над 50 на години. Значи многу помалку имаме млади кои што се невработени и јас се надевам дека оваа бројка во рурална општина ќе биде како да сте вработиле во една урбана средина, Велес или Кавадарци или било каде по 12.000 луѓе. Затоа што според бројот на жители што ги имаме. Пред малку спомнавте дека за да се врати населението потребно е да се градат помали училишта. Да. Каков е образовниот процес? Какви се условите сега во моментов за образование? Имате основни училишта, има еден ученички интернат во општина Чашка. Се размислувале за средно училиште? Па, вака, во овој момент се размислувало за средно училиште, меѓутоа, јас можам да кажам дека во овој момент училиштата во населените места, како што се, пазите, Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, Врановци, Тодор Јанев, Чашка, потоа Мелница, Богомила, Ореше, кај што има таму да речеме по едно или две деца, во Согле и така натаму каде што се оние подрачни единици. Сите училишта ни се во едно завидно ниво, со, како да кажам, сменети прозорци, со сите оние услови кои што се потребни за добра настава и едноставно учениците кога ќе влезат во училиштето да се чувствуваат комотно, ние го имаме во повеќето. Значи немаме ние некое проблематично училиште сега во овој момент. Јас само можам да кажам дека заради
електрична исплатливост или заштеда, еве сега со пари од USAID се менува во Богомила, се менуваат прозорците, цела дограма, ќе се среди однадвор, да речеме, она цела фасада, ќе се поправат некаде проблематични, каде што се некои училници и така натаму. Исто така ќе биде изградена во извор летна училница и сето тоа ќе придонесе за поквалитетен воспитен систем во нашите училишта, а она што ме прашавте за средно училиште, јас нема некоја побарувачка и од родителите, да речеме жителите и така натаму, но доколку и во иднина се развиваме и доколку го имаме поголем број на ученици, јас се надевам дека ние како простор за да може да се одвива таа настава ја имаме во поголемите училишта како што се. Имаме ученички дом каде што може да доаѓаат од другите населени места каде што ќе учат од прво до четврто или од прво до девето, ќе си доаѓаат во ученичкиот дом, па тука ќе си продолжат да си се школуваат во средно училиште. Но за тоа треба време, треба да се види дали има потреба. Во овој момент, да речеме, се завршува кај нас основното училиште, потоа во Велес или во другите урбани средини, во другите градови се продолжува школувањето. На жителите од Чашка многу им значи тоа што имаат представник на Центарот за социјални работи, представник на Агенцијата за вработување, катастар во самата локална самоуправа. Но од информациите од терен најмногу им значи тоа што во повеќето населени места има канцеларии за земјоделците. Агенцијата за развој на земјоделието има отворено своји канцеларии во поддршка нормално на локалната самоуправа. Тоа на земјоделците многу им значи. Па три во една општина, ја мислам дека сме прва општина тоа што ги имат, каде што има три отворени канцеларии и тие луѓе доаѓаат 2 пати во неделата, некогаш и повеќе ако има потреба. Меѓутоа, интересно е тоа што кога доаѓаат до населеното место каде што им е канцеларијата, тие ги посетуваат и другите населени места во кои што немаат канцеларија и се многу блиску до нашите земјоделци. И нашите земјоделци се задоволни, затоа што кога разговараме и со представниците на агенцијата, и со земјоделците, веќе се стекна доверба дека се добиваат средства, дека многу лесно може да се дојде до нив, меѓутоа сепак со луѓе кои што тоа име стручност и со една добра обука, добро насочено сето тоа, се доаѓа до средства и многу полесно сега се обработува земјата од тоа што било некогаш. Или да речеме во сточарството се добиваат поголеми средства. Ние имаме сертификати на еколошка храна. И кога ги имате тие сертификати, и поголеми се субвенциите, и поголема е цената на откуп. Значи, токму тоа ни требаше. Во сите овие години ние се насочивме најмногу со тимот кај нас што го работи земјоделскиот ресор. Токму ова дава резултати и јас сум ги посетил повеќето луѓе кои се занимаваат, они се задоволни и само посакуваат со Господ напред да биде и понатаму така и од година во година да се подобруваат, да речеме, тие средства, да се зголемуваат, а сето тоа ќе зависи од колку ќе бидеме и ние квалитетни да го одработиме сето тоа, па да може да се користат парите од европските фондови. Кога станува збор за користење на средствата од европските фондови, дали локалната самоуправа како мала администрација по број е подготвена за изработка на проекти со кои што може да се аплицира? Па, видите, мала администрација, ама како експресна. Како оние патишта што ги прави државата сега, или за возовите. До сега сме конкурирале на сите огласи кои што ги имала државата, меѓутоа, нешто многу поважно и каде што е многу потешко да влезеш во тоа финале, каде што треба да бидеш избран или едноставно да добиеш некои средства, ако не си меѓу првите, па ќе добиеш помалку средства. Тоа биле амбасадите во Република Македонија. Ние имаме добиено околу 250.000 евра. Значи, сето тоа сме го одработили најпрофесионално. Деноночно се работело. И јас верувам дека во Македонија нема општина од рурална средина која што добила толку средства од 20-тина амбасади од Република Македонија. Значи, ние сме добивале
од 5 до 50.000 евра. Значи некоја, да речеме Словачка, можела да ни помогне со 5.000 евра. Ние на поклонет конј не му гледаме во забите. Значи, за нас добре дојдени. Потоа Чешка ни дала 10.000 евра. Ние сите радосни. Сега имало средства како швајцарската амбасада, како јапонската амбасада кои што давале по 70.000, по 60.000 и така натаму. Како норвешката амбасада од 10.000. Меѓутоа, сакам да кажам дека континуирано продолжуваме и понатаму да бидеме присутни меѓу амбасадите, затоа што гледаме дека они едни со други меѓу себе најверојатно и разговараат на нивните состаноци каде што се и гледаат дека нивните средства се добро имплементирани или едноставно за неколку пати зголемени. А како е тоа можно? Значи, они ако ни даат 10.000 евра, ние се ангажираме луѓе од нашата општина. Некој на волонтерски начин, некој плаќаме дневници, за они да го изградат сето тоа. Ако ангажираме фирма, да речеме таа фирма ако ни земе 10.000 евра за градење на нешто, ние со тие 10.000 евра можеме да направиме 2 училници наместо една. Тоа го направивме на пример со Чешка и кога дојде амбасадорот на Чешка не можеше да верува дека со неговите средства кои што се дадени, дека е направена салата во населбата Чашка, реконструирана комплет, дека се направени неколку тавани, дека е направена уште една нова училница, ама сето тоа благодарение и на луѓето вработени во школото, на директорката, на цел оној тим кој што го формиравме за да можеме едноставно тие пари да ги искористиме повеќе за материјал и од материјалот да се направи нешто. Ако само платевме, да речеме, на тендер да се доаѓа фирма, за малите рурални општини тоа е неисплатливо. Со желба општината и понатаму да се развива, да се подобрува квалитетот на живот за населението кое што постојано живее во оваа општина, но и што повеќе туристи да доаѓаат и да ги видат убавините природни со кои што вие располагате. Ви се заблагодарувам што и овој пат одвоивте дел од вашето време и бевте наши гости. Јас да ви се заблагодарам и да ви кажам нешто, многу ни е драго што не поканувате. Значи, ние правиме, градиме, работиме колку што можеме, даваме се од себе. Меѓутоа, сакаме и да го кажеме сето тоа. Да стигне и до амбасадите, да стигне и до луѓето кои што ни е потребна помош од нив. Затоа што само со заеднички сили можеме оваа општина, која што тргне на нагорна линија, полекано сигурно да биде едно од најубавите места за живење, во кое што ќе ги има сите услови, како што реков, како што ги има во секоја урбана средина. И се надевам дека во иднина, благодарение на ова што ни давате можност, тоа ќе ни прави маркетиншки, ќе не подигне и луѓето ќе дознаваат се повеќе за нас, а кога ќе дојдат, ако еднаш бидат задоволни, јас се надевам дека ќе ни бидат многу чести гости. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам затоа што бевте заедно со нас. Останете и понатаму со програмата на регионалната К1. Гледајте ни во реприза, а за 7 дена од ова студио повторно се јавуваме со нов гост.